Добро утро и добре дојавте во најновото издание на Магазин. Петок е, некако обично петок знае да биде ден кога едва и чекаме да помине за да дојде викендот, иако мислам дека новиот начин на функционирање некако веќе нема врска дали е сабота, понеделник, едноставно зависи од тоа колку врски имате или немате, но како и да е, верувам дека сите оние кои што можете и имате прилика да не следите, дека сте заедно со нас. Од најавното видео претпоставувам дека видовте кој ќе ни биде гостин. Станува збор за доктор, интервентен кардиолог. Неговата приказна е навистина интересна со оглед на тоа дека не му дозволиле од дома средно училиште да биде медицина, со оглед на тоа што неговиот чичко бил доктор, па многу добро знаеле што значи и колкава жртва треба во оваа професија, но нели како велат сето она што е посилно од вас не може да го трнете на страна, така што и покрај тоа што запишува средно гимназиско, доктор Сашко Николов продолжува кон медицината и денеска е еден од навистина најдобрите интервентни кардиолози, но денеска нема да имаме медицински теми, туку ќе го запознаеме малку поприватно за тоа како стигнал до тука, за семејството, за љубовта кон спортот, за сите оние приватни моменти кои што нечесто ги раскажува. Ќе преминеме на ти, бидејќи денеска онака баш една убава лична приказна ќе раскажеме. Прво добро утро и добро ми дојде. Добро утро, добро нашол. Ќе извините за доснењево ќе кажеме, меѓутоа животот наш е таков. Така е, важно е дека брзо се интервенирало и дека сега се е во ред. Да, супер. Пациентот си е стабилен, меѓутоа беше на така тешка интервенција кај што ние нашето време не може да го планираме горе-доле за ништо. Ето, тоа сакав да прашам на почетокот. Некако не може многу да се планираат приватни обврски. Нели и да не си официјално на работа и на смена, повикот секогаш е тука, нели? Едноставно треба да колку оваа работа те врзува. Или едноставно ова е професија која што навистина вие сте се одлучиле дека ќе ја работите и пред се тоа ви е на прво место. Па видите, интервентната кардиологија е тимска работа. Сам доктор не може да работи. Нормално секогаш кога било кој од колегите, па и јас кога ќе заглавиме во некоја ситуација кога треба помош, секогаш си помагаме еден на друг и сме 24 сати на располагање. Сепак Штипе мало место и пред колку има една недела бевме во Софија на еден европски конгрес и дискутиравме колку време ни треба од дома да стигнеме до болница за да влеземе во сала. Викам 5 минути. Како 5 минути? Викам, па ние Штипе, викам 40.000 жители, викам. Болницата ми е на 5 минути со пешки идење, да не речам. Така да, професијата наша бара посветеност, бара да жртва од слободното време, бара да бидете 24 сата активни во болницата, во амбулантата, да бидете во контакт со пациентите, бидејќи еднаш во животот навечер на спиење го исклучив телефонот. Тоа беше пред некои добри 10 години на мој многу добар другар, татко инфаркт. И он звонел човекот, исклучен телефонот. Тоа беше последен пат во животот да го исклучам телефонот. Наменски го исклучи тогаш? Па бев изморен и не бев ни на работа до душа и викаш малце он. Да издишам као, али тоа беше последен пат 50 години да го исклучам телефонот. И сега знаат и пациентите, и пријателите, и целата околина дека ако не ме најдат, ми пишуваат на Вибер, на WhatsApp, го знаат бројот на сопругата, бројот на моите пријатели кои што се во мојот окружување генерално сите се во работни активности, така да лесно се стигнува. Така е. Јас кажав малку во најавата додека те очекувавме, дека интересна е твојата приказна, бидејќи твојот чичко бил доктор. Да. И поради тоа што семејно многу добро знаеле што значи тоа да си има доктор во фамилија и колку отсуство и време посветеност треба, не ти дозволиле на некој начин да се запишеш во средно медицинско, иако било тоа твоја желба, па потоа одиш во гимназија. Дали планот за медицина ти беше од старт тебе јасен во главата или
се одлучи за гимназија за да размислиш во меѓувреме дали нешто друго ќе студираш? Имаше ли друга опција или ти веќе во својата глава имаш одлучено дека секако ќе биде медицина, само што ајде нема да одам средно медицинско да не се расправаме, ама ќе продолжиме од гимназија? Јас се сеќавам како денеска сликата, бев 6 или 7 години. Ние живееме на минута-две под болницата, веднаш до болницата. И чичко ми дојде од болницата да доручкува кај нас дома и да се врати назад на работа. И кога дојде во бела униформа, ја тогаш тој ден знаев дека сакам да бидам доктор. И кога дојде време средна школа да запишуваме, јас кажав дека сакам да идам средно медицинско, тогаш дојде чичко ми, мајка ми, татко ми, баба ми, која што да речем носител на целиот мој живот. И вика, не вика, ти ќе идеш гимназија, вика, ја бев каратист. Се бавев со карате професионално и као ти карате, спортови, медицината бара да се посветиш и ова што денеска го ще случи, чичко ми го кажа уште тогаш, вика, медицината не е само белиот мантел. Во медицината имаш дежурства, имаш неспиени ноќи, имаш отсуство од семејството, отсуство од приватниот живот. Тоа е медицината, вика, не го гледате белиот мантел и убавината на тоа. Меѓутоа, не ми дозволува да запишам средно медицинско и мисля дека ќе се смени мојата желба за медицината кога завршував гимназија. Меѓутоа, гимназија, трета година кога завршивме, на летото ме седна моите и сега што правиме? Четврта година треба да се одлучуваме што ќе одиме. Сега на страв, сега да не спомне пак медицина. Кај нас властите беше тоа време или комерцијална банка или фершпет, значи или економист или правник, вика. Да, тоа време, точно. Одбери, вика, од тие двете што сакаш, економија или право, вика, медицина. И повторно истата екипа на собир кај нас дома, треба да размислиш, животот сега нема потоа назад. Вика, до нова година ќе размислам, викам, али генерално медицина. И кога веќе притуци беа толку големи, реков, ако не е медицина, ќе биде војна академија. И си викаат И подобро тој издиша, сите речи, рекоа, иди медицина и така почна желбата на мојата професија да бидам доктор и тоа да бидам благодарејќи на доктор Жан Митрев и доктор Кедев како наши штипјани еминентни кардиолози во Како сите штипјани кардиолози? Од каде? Па не знам, видите, во тоа време 70-тите години доктор Жан Митрев и доктор Кедев веројатно патот ги однал таму, меѓутоа они станале идоли на идните генерации. Така да ние сме ги гледале и цел живот сме се труделе да постигнеме нешто или да го насочиме нашиот живот во тој правец и јас сум среќен и ми е драго што фатив тој таков правец и стигнав до некое ниво кое што е далеко од нивното, меѓутоа се трудиме да видиме што е можно подобри и да придонесеме во нашето обкружување една сигурност, една безбедност за нашите пациенти да не се секираат за нивното кардиоваскуларно здравје. Така си е. Да кажав дека денеска нема да имаме медицински теми, туку ќе го имаме оној друг аспект. И сега малце ќе треба да скокнеме некои фази, но верувам дека ќе биде доволно интересно. Спортот и во факултетските денови останува, да речеме, примарен момент. Значи, тоа не е нешто што се откажуваш. Дури се вклучуваш во сите оние студентски клубови и имате сериозни резултати. Нели и за фудбал и за кошарка? Па ние бевме прва година кога дојдовме на факултет една група на студенти од различни делови од државата, Битола, Струмица, Скопје, Охрид, така, од различни делови, сите бевме некои спортисти, кој беше каратист, кој фудбалер, кој ракометар. И кога влеговме во Сојузот тоа време, се уште немаше активна екипа од медицински факултет кој што се надпреваруваше во студентската лига за кошарка и за фудбал. И ние десетина луѓе со кои денеска се дружиме, сме другари, сме кумови, кумашини, така натаму. Поврзани на сите можни начини. Голема багра од луѓе, ќе кажам, кај што сме измешани сите на било кој начин. Влеговме во студентскиот сојуз на медицински факултет и формиравме. Тогашните председатели Драган, он беше председател тоа време на медицинскиот факултет, на студентите на медицински факултет и ни даде шанса да направиме екипа. Направивме екипа, се направувавме, мислам дека бевме неколку години меѓу четврто и пето место во кошарка. Фудбал беа тука многу јаки машински, див, електрофакултетот има професионални футсал играчи. Така. Меѓутоа,
квалитетно се боревме, се надпреварувавме, па дури имавме и меѓустудентски игри во Будва, во Ниш, во Белград, каде што буквално учите медицински факултет, завршувате со учењето, со испитите и одете право на некаква спортска активност, која што беше еден мотив и да учиш повеќе за да имаш време за да спортуваш. Така. Еден добар баланс истовремено. Претпоставам и релаксација од сите тие напорни неспиени ноќи. Па рачунате дека еден студентски ден на еден студент по медицина поминува со, да речеме, 3 пати по 2 сати активно учење. Ти можеш да седнеш по 3 пати по 2 сати да озгрееш столчето со пола сат пауза и потоа правиш една голема пауза од сат и пол, каде што ја трошиш времето на фудбал или баскет, се враќаш уште 2 сати и завршил денот. Кога ти дојде тие 7 до 10 дена пред испит, учиш по цел ден. Од сабале до вечер, нема излагање, нема освен спортските активности. Тоа нема прескокнување. Нема прескокнување, тие 10 дена мора да го повториш барем 3 пати материјалот, да го понага да ти биде флуентен во размислувањето и одиш на испит за да положиш. Така е. И сега повторно да треба да се вратиш, повторно би избрал медицината, тоа знам. Твојата баба сакав да ја споменеме. Велиш дека ти беше столбот буквално за сето она што си го правил и беше гордост што стана доктор, нели? Па може би причината за љубовта пред медицината или одбивноста пред медицината или некаква садонистичка желба према медицината беше што ја до мои 6 години бев континуирано болен со некоја атипична пневмонија и лекарите во тогашна Југославија се кажаа дека мора да се детето прати во Белград да се едуцира, да се лекува и баба ми од тие нивни надри лекарства со некој начин успеа за 10 дена да ја среди целата таа пневмонија. Стварно? Она се грижеше, да, тоа време се сеќавам како низ магла ми е сега некоја волна ставаше на градниот кош, па тоа болеше, па тоа чешеше, печеше. Меѓутоа, ја бев единственото дете во карате клубот кој што под кимоното носеше волнено јалече. Бидејќи баба ми кажа дека мора да го носиш заради тоа што тоа упива пот и нема да се разболам. Бидејќи аз испотев 10 дена на инекција. Одма. И баба ми беше еден вид моја главна подршка и мој едукатор и воспитувач во целиот живот. Родителите, како што и ние денеска се беа со работни врски, доручек, ручек, вечера, карање, галење, насочување. Дори се сеќавам дека пред секој испит ќе ми се јавеше да ме праша како е, дали сум учел. Уште кога ќе ме слушаше како зборувам, ќе знаеш дека ти не се учил за овој испит, нема да полагаш утре. Толку многу те познаваше. Не знаеше точно дека ти не се учил, дека утре нема ни дојдеш на испит, вика, ама вика ако. И кога завршив во октомври 2006 година, прв човек на кој што се беше баба. Дека завршив медицински факултет и така, за жал почина 2009 година од мезентеријална тромбоза, диагноза која што во 90% случаи завршува со смрт, меѓутоа па денеска со тимот од абдоминалните хирурзи во Штипската болница направивме една добра серија на некои десетина пациенти кои што дојдоа во тешка состојба, 4-5 ги спасивме со тромбоаспирации, ни ги внесовме во ангиографска сала, извадивме тромби и останаа живи од тоа е 40% успех што е огромен процент, меѓутоа во тоа време немаше ни ангиографска сала, не се ни толку работеше. И тоа беше жената која што уствари ќе кажам, после незината смрт бев долго време без компас. Знаете, имаш авторитет во животот и тој авторитет кој ќе го нема. Малце беа тие тешки години, меѓутоа па тука беа моите родители, брат ми, кој што е моментално живее во Шведска. И они беа мојата, ќе речем, основа за да продолжиме со активностите. Така, те разбирам апсолутно на оваа тема. Муабетев ми пред емисијата. Некаде при крајот уште само да те прашам како се снаѓаш во улогата на татко, на сопруг и до кога ќе лажеш дека мора да работиш за да купите играчки? Јас сум родител на 3 дечиња, едното е Горијан, тој живее во Австралија од мојот прв брак, а другите две се Анастасија и Ѓорги, 8 и 5 години, и летото беше кога седевме на одмор на плажа и малата ја идев и се враќав до Грција и малата вика, тато вика, а ја цел време лажев дека тато мора да работи за да ти купува играчки,
али што она сака да се дотерува така. И ме седна и ми вика, слушај, вика, не можеш да се враќаш назад, вика, и ја вика нема да барам ни алишта, нема да барам ни кугли играчки, вика, иди тука со на себе си. И тоа беше единствена ситуација која не можеш да дадеш одговор на дете од тоа време 7 години, 8 роден го славевме после неколку дена. Не можев да ја дадам одговор на низиното прашање, на низината реченица. И меѓутоа, кога ќе треба да одбереме, тоа е таа жртва што имаме ние лекарите, да одбереме дали треба да си дојдеме дома, да бидеме на ручек со децата, да посветиме време, или да оставиме да почине некој човек, исто нечи родител, нечи брат, сестра, без размислување ја бираме втората опција, по цена дека нели жртвата за децата ја превзимаат сопругите, бабите, дедовците дома кај нас и ние секој слободно време го трошиме за да дадеме атрибут како татко, како родител, меѓутоа тоа е многу, верувате, тешко време да, па готово 21 век, довеѓајќи према Скопје, не знам, 4-5 брзи помоши врштеа према влез излез, што е едно живо, активно време, каде што болестите, за жал, се такви како што се и лекарската интервенција е многу битна. Многу ти благодарам, мора да завршиме за жал, а ќе раскажеме приказната во некоја следна емисија. Се гледаме во наредна прилика. За крај на денешното издание на Магазин одиме со Ареја. Имајте убав викенд и поздрав од мене.